благодарам што се денес заедно што сме со цел да го обележиме роден денот на нашиот цар Александар III Македонски. Ќе се доврзам на рефератот на председателот и ќе цитирам некои искажани работи, многу битни, на двајца најзнаменити и најпознати историчари, Николас Хамонд и Юджин Борза. После ќе отвориме дискусија, заеднички да се запознаваме, ако некој има некои прашања или нешто да додаде во прилика и во врска со средбата што име денес. После тоа, да кажам дека треба да ќе одиме на споменикот, ќе положиме цвеќа, таму ќе се сликаме, ќе му дадеме помен и ќе се одиме дома. Вака, најголемите истражувачи на старомакедонската историја. Како Хамонд, така и Борза, по големиот дел од својата научна дејност, му ја посветија на истражувањето на историјата на античка Македонија. Двајцата беа обседнати со феноменот наречен Македонија. Македонија во научниот свет со години е сметана за академски еквивалент на фронт за расправи. Според мислењето на научниците, Хамонд и Борза најсеопфатно ја анализира историјата на древномакедонската држава. Секој на свој начин и според своје убедување се обидоа да дадат одговор на прашањето за потеклото на македонците, нивната држава, за обичаите и традициите како и за нивниот придонес во светската историја. И двајцата се согласија дека македонците како народ успеа да достигнат врвна историска големина и со својот интелект да ги надминат сите тогашни народи. Николас Хамонд, уште како младо момче, ја имал првата средба со Македонија, кога во далечната 1929 година приватно го посети сливот на реката Алјакмон, Бистрица. Подоцна, во време на Втората светска војна, престојувал во Македонија во својство на англиски офицер за врска во редовите на Народно-ослободителната војска на Грција Елас. Тој бил фасциниран од Македонија. По војната дипломирал историја во коледжот за историски науки во Кембридж. Тоа беше почеток на неговиот творечки подем за изучување на историјата на Македонија. Он не употребува друг поем за Македонија, нема ни стара ни тама античка. За него постои само едно име, Македонија. Напишал повеќе од 150 научни трудови и 8 книжевни дела. Меѓу нив најважни се Историјата на Македонија, напишана во 1990 година, Филипов Македон во 1994 и Гениот на Александар во 1999 година. За жал, ниту една од неговите книги кои му донесоа светско признање не е преведена на македонски јазик. Од друга страна пак, грците покажаа голем интерес за овој светски реномиран научник и му понудија катедра на Атинскиот универзитет. Како помошници во истражувањата на древномакедонската историја му беа доделени најпознатите грчки научници. Професорите Милтиадис Хацопулос, Манолис Андроникос, Димитрис Патермалис, Фотиос Пецас, Андреас Ваврицас, Марија Сигенаду, Хајто Хрисанти и Екатерина Деспини и други. Не е тешко да се предпостави во колкава мера дојде до израз влијанието на ова плејада грчки научници во спишувањето на Хамонд. Но Хамонд ги разочарал грчките пријатели уште на почетокот, кога по воведот на својата книга Историја на Македонија го напишал следното, цитирам: Истражувањето на историјата на Македонија ми овозможи да воспоставам блиски и пријателски односи не само со грчките научници, туку и со македонците во градови и во села. Тие се прекрасни луѓе. Им благодарам за гостопримството кое ми беше укажано во време на антифашистичката војна, кога како британски офицер простојував во нивната земја. Се надевам дека мојата книга во нив ќе побуди чувства за нивното големо минато. Но ова не е се. Во
заглавието Македонците и нивното царство воđите на грците, тој напишал, сега цитирам пак. Аристотел, роден во Стагира, во служба на македонскиот царски двор, ги вброил македонците во негрчки народи. А нивното царство до негрчки институции. Не е ништо зачудувачко дека македонците се сметале за различни од грците и така биле третирани од Александар. Тие со тоа се гордеа. По искажувањето на такви и слични мислења, Хамон ја изгубил до врбата на грците, но затоа се здобил со реноме како врвен познавач на древномакедонската историја. Умрел во 2002 година. Сосема непознат и заборавен од Македонија, чија историја ја истражувал цел живот. Јуџин Борза, по потекло е американец. Тој е универзитетски професор во пензија. Некои тврдат дека неговите предци се евреи од Македонија. Во светската научна дејност, Борза се смета за најголем авторитет во однос на македонската историја. Тој е автор на 4 книги и на безбројни научни статии и студии кои се однесуваат на античка Македонија. Неговото најпознато дело, кое стекнало светско признање, е книгата На северот Олимп, појавата на Македонија. Со своите пишувања и изјави во врска со античките македонци, секогаш се држи на реално стекнато мислење и никогаш не подклекнува под влијање и притисоци од надвор. Познати се неговите изјави во врска со македонско-грчките односи во античко време. Цитирам: ниту грците не ги сметале македонците за грци, ниту македонците не се сметале за грци. Македонците се истакнале не како грчко племе или некој друг балкански народ, туку како македонци. Фактите говорат дека македонскиот јазик бил различен од обичајот антички грчки јазик. Се ови се оригинални зборови на Борза. Познати се и изјавите на Борза во врска со филмот на Оливер Стоун, Александар, кој го искажал на преполнетиот аудиториум во Френклин Маршал Коледж. За да сега исто така цитирам: за да се направи добар филм, режисерот мора да го разбере субјектот. Тоа не е лесно, кога субјектот е легенда. Што не го разбира Александар, но исто така и историчарите не го разбират. Значи, 270 се историчари од цел свет, они им замерят дека историчарите не го познават Александар. Да, продолжам. Грешката може не е во Стоунен. Ние знаеме што направил Александар, но ние не знаеме како и зошто го направил тоа. Само за ова реченица може дисертации да се пишува. Ние сите мислиме дека све знаеме. Некои историчари исто се расправат дека целта на Александар беше да, ова се исто да цитирам, целта на Александар беше да прошири грчката култура, така наречената хеленизација на античкиот свет. Тоа никогаш не било цел на Александар, одговара Борза. Според Борза, античката Македонија, денешна Северна Грција и Република Македонија, ови се негови оригинални зборови, треба да се изучува како посебна нација од античката историја. Ниту еднаш одблизу Борза, за разлика од Хамон, иако е врвен познавач на македонската историја, ниту еднаш одблиску не ја видел сегашна Македонија. Познато е дека грците не покажаа никакво особено заинтересирање за него, затоа што тој недвосмислено ги разбил грчките илузии, дека се што е античко е грчко. Во Република Македонија многу малку се знае за Хамон и за Борза. Дали ќе се случи Македонија да му понуди гостопримство на Борза од Македонската академија на науки и уметности и да му бидат дадени највисоките почести како на човек која шири вистината на светот за древномакедонската историја, на човек на кој македонската историја му е животна преокупација. Благодарам.
Ви вам кажем, но и все пак ќе го повторам. Многу различно се сваќа и денот на смртта на Александар и денот на неговото раѓање. Кој како ќе прочита, така шири. А таа работа пред 60 години, кога јас веќе почнав со оваа работа да се занимавам, тогаш во цел свет имаше големо заинтересирање да се расчистат тие работи. И цел научен свет беше ангажиран во таа проблематика. И на крај доде во заклучок. Прво, за ден на смртта на Александар Македонски ќе се прими денот 10 јуни. Имаше повеќе податоци за тоа, се прифати податокот на Плутарх, кој тврди вака, дека Александар умрел на 28 деси, месецот 28. Значи 3 дена пред крајот на месецот, пошто македонците годината деле на 30 дена, секој месец завршувал на 13. Значи 3 дена пред да заврши тој месец, пак е точно 10. Инаку ако се оди поточно, дека во касните вечерни часови. А кај нас многу пишуват умрел меѓу таму 10 и 11, а порано по 13 го кажува. Значи ако тој си таа одлука што е донесена пред 60 години, што прифатена од научниот свет, ние не треба да имаме никакви дилеми кога е денот на смртта на Александар. Затоа што се обележува тој ден и не може да види роден меѓу 10 и 11. Или на 10 е роден или на 11 е роден. Ова уште да ти го истакнам, зашто многу пати ми иритира кога читам или слушам како ги интерпретират тие работи. За денот на раѓање беше по-комплицирана работа беше. И се кажа за тога како е решено. Сега как ќе му текне. Тука Плутарх малку и ги забавни луѓето, што рече дека 6-тиот ден од месец Еот. 6 месец на 13 завршува месецот, 6 денот е 19 иули. Ама според ерменските календари и календарот на вавилонците и многу други податоци, каде го споредува, да речеме, тогаш еден месец после смртта на некој таму познат човек, роден на Александар. Значи повеќе такви податоци има. Така што тие научници, се зборувам во име на тие научниците пред 60 години. Тие податоците беа собрани и докажува дека Александар е роден меѓу 19 иули и 26 иули. Прифатен е од миф дека тој ден како ден на раѓање на Александар ќе се сметна 22 иули. И исто треба се држиме на тоа. Утре ние ќе славиме, ќе дојдат времења такви што ќе празнуваме. Да се држиме прво на некои вистински податоци. Сега уште една мала забелешка, многу често ја слушам и сега говор да го слушам. Александар бил наименуват од персиците како цар на царевите. Оригиналот не е така. Вистина е дека персиците решат да му дадат званието цар на царевите. И направи голема таму приредба, го викне Александар. И му каже на Александар дека персидското царство реши да те прогласиме цар на царевите. И Александар присебет како сегаш вели и за да не се разбирале. А над кој цареви ќе биде цар, Александар? Ќе бидам јас. Дали има и други цареви? Вие треба да знаете дека на небото има едно сонце и на земјата има еден цар. Тие се најоригиналните зборови, ја ви кажам, јас пред 60 години не само ги анализирам, а тие бе истакнати. Значи, вистината е таа. И никако Александар Велики, зашто Велики беше и Катарина Велика и персидските цари Велики. Велики тоа ништо не значи за македонците. Многу важно е дека во Египет Александар бил прогласен за Бог. Во Персија после ова настан го прогласи Исус за Бог. А македонците воопшто не реагира. Треба да се размисли зашто македонците не реагира. Зашто македонскиот цар, а оригиналниот збор е македонски Василиос, тоа не е грчки збор, грци никош нема цареви.
много пред тоа, Василио, значи ваше сонце. Така го објаснуваат научниците. Значи, Александар се смета како син на сонцето. И Радован Павловски стварува на стихозбирка негова прекрасна, е почнува со песната Синот на сонцето. И затоа и сонцето толку важно, значи за македонците, и беше порано, а и сега исто така не сме толку свесни ние што значи со сонцето. А македонците значи се припадници на сончевата, на сонцето, како да кажем. Тие неколку збори се јас така на брзина ги кажав, ама може и други да се некој како некој знае за тие работи, да се произнесат, така да кажеме нешто поинтересно.